Добар ден, почитувани. Ја следите најновата Телма амбуланта. Промените во урината, како што се бојата, мирисот, конзистенцијата, може да бидат показатели за различни проблеми во организмот. Како треба да изгледа нормалната урина кај луѓето? Што треба да се испита доколку се забележи дека е покачено нивото на протеините во урината? На оваа тема денеска разговараме со доктор Елена Бабаљ-Бансколиева, нефролог. Останете на Телма. Урината може да биде показател на здравствената состојба на нашето тело. Таа може да открие што сме јаделе, колку течности сме испиле, но и кои болести би можеле да ги имаме. Каква треба да биде урината на здравиот човек и зошто понекога се појавуваат протеини во неа? Дали зголеменото ниво на протеини е секогаш знак за некакво оштетување на бубрезите или пак во позадина може да стои и некаква безопасна состојба? Кој е најдобриот начин за намалување на протеините во урината? Ќе прашаме денешната гостинка, доктор Елена Бабаљ-Бансколиева, нефролог од Димед Медикал. Докторке, добре ни дојдовте во студиото на Телма и добар ден. Добро ве најдов и благодарам за поканата. Да започнеме со клучото прашање како треба да изгледа урината кај здрав човек. Многу често поставувано прашање. Урината кај здрав човек треба да биде бледо-жолтеникава, докај некоја си нијанса на жолто, но не појако од жолто на кај помаранџасто. Како лимонада? Па некаде како лимонада. Значи сето тоа зависи, бојата на самата урина пред се зависи од внесот на течности во нашето тело. Колку што повеќе е дилуирана, односно колку повеќе имаме течност во нашето, имаме внесено во текот на нашето секојдневие, урината ќе ни биде светла, односно некогаш пациентите даваат податоки дека воопште не ја ни приметуваат бојата на водата и сето тоа е резултат на големата хидратација на самото тело. Доколку пациентот, односно сите ние, не само пациентите, внесуваме многу мало количество на вода, настанува една хемоконцентрација на урината и таа хемоконцентрација се резултира со многу поинтензивна жолта боја, која што некогаш дури може да стане и помаранџаста, значи портокалова, и таа портокалова дури може да премине и во како боја на цигла. Хајде да ги видиме нијансите. Ние всушност имаме една фотографија која што илустрира како количината ниспиена вода во текот на денот би влијаела на бојата на урината. Тука можеме да ја погледнеме првата фотографија во денешната Телма амбуланта. Значи се менува нијансата во зависност од не е оваа фотографија, верувам дека ќе биде набрзо пуштена во програма. Така, еве колку што можам да видам на другиот монитор. Така. Како што напоминав, значи нели таа може да биде кај хидрирани луѓе точно од светло жолто, како што е на првата епроветка, и нормално е дока е таа една природна жолтеникава боја, односно тоа е третата епровета. Сето понатака води кон една хемоконцентрација, како што кажав, портокалова, дока е една боја на керамита. Всушност таа и на самата инспекција кога ние ќе ја видиме урината, можеме многу лесно визуелно да дадеме еден аспект, да речеме пациентот не е дехидриран поради присуство на сите тие отпадни материи кои што се внатре и односно таа концентрација на самата урина, која што го дава тој аспект на визуелен аспект на самата урина. Покрај сите овие нијанси кои што би ги ставила во физиолошки нијанси, пошто сето тоа е резултат на една хидратација, може да настане и промена на бојата во посета на лекар, како што и вие сте навели овдека, кога всушност треба да биде алармантно. Кога има црвеникаво? Да, тогаш ако таа е розеникаво или интензивно црвено пребоена, зависно од каква е концентрацијата на крв во урината, може да биде во случај зеленикаво плаво пребоена, точно, тогаш најчесто може да биде поврзана со одредени медикаменти или пак со бактериски причинител во урината, тоа е псевдомонас аерогеноза. И последната претпоставувам дека ви е индикација за меурчиња, односно пенаста урина, кој исто така е еден од битните симптоми
кои што ги покажуваат протеините, односно високата концентрација на протеини во урината. Така, ќе се задржиме всушност ние на последната урина во текот на емисијата, но не треба да ги запоставиме и сите овие други останати, да, само кога ќе се забележи промена на боја, значи треба да се посети лекар само доколку има некакви интензивни, необични пребојувања на урината, како што да речеме црвеникавата. Да, значи само во тој случај претпоставам дека е почеста во споредба со зелената урина. Зелената е речи си ретка, сега зависно, нели пациентот треба да има изразита бактериска инфекција, па сето тоа да настане со тоа пробување. Сигурно паниката е голема кога некој ќе забележи зеленикава или пак сина урина. Да, тоа е многу и многу често, на пример, ние како аспект сме го виделе кај пациенти кои што носат уринарен катетер, каде што има таков причинител псевдомонас, аерогеноза кој што е искрено многу тежок за ерадикација, односно за третирање и за искоренување. И тогаш е многу лесно на кесата од уринарниот катетер да се примети таа. Сега не е баш вака толку зелена како што вие имате на сликата тиркизна, ама се приметува дека бојата не е ниту жолта, ниту портокалова, ниту црвена, дека има една таква зеленикава нијанса. А во однос на медикаменти кои што можат овакво бојување? Да, има медикаменти кои што на пример често се употреба тие? Па не, тие во ова општество, да го наречам, во овој период на давање со новите генерации на лекови, тие лекови веќе не се толкова често употреба. Има едни антидепресиви кои што може да дадат такво пребојување, но сите други се малце не се веќе во толку често употреба во редовната пракса. Да проговориме и за розеникавата, односно црвеното бојување на урината. Тоа е најчесто во случајов, аз можам да го кажам, и исто заедно нели со протеините, но црвеникавото пребојување често пати може да биде дел од пример камчиња. Или пак кога има крв, значи кога има крв. Тоа е индикатор за крв. Заборев да го напоменам дека тоа е всушност индикаторот за крв. И сега може да иде од лесно розеникаво, односно може да биде воопште неприметливо нели за човечкото око, но доколку веќе стане приметливо за човечкото око, тоа може да биде од бледо розеникаво до буквално јако, жарко црвена, дури со примеси на коагулуми внатре во самата урина. Значи парченца. Парченца, да, цели коагулуми. И врз основа на тоа ние можеме нели да диференцијално диагностички да дадеме насока или да знаеме и ние во кој правец нели би се движеле во однос на нашиот третман. Често пати може да станува збор за уринарни инфекции, може да бидат причинители како што напоменав камчиња или некои песочести формации кои што едноставно се движат по уринарниот систем и го прават тоа гребење по каналите и всушност предизвикуваат нели појава на еритроцити, односно на крв во урината. Исто така може да бидат причинители карциноматозните промени во самата бешика или пак да се инфилтрирани од страна на некои други органи кои што се во сооднос со самата бешика, како например простата, како например матка, каде што секаков таков еден инфилтративен процес, тогаш и во тој случај имаме и поголеми парчиња, значи коагулуми, кои што може да бидат нели се воочливи со голо око, да, и тогаш се пристапува кон друг начин на исследување. Така, но докторке, дали може некогаш да имаме црвено пребојување на урината поради храната која што сме ја конзумирале? Да, многу например, често. цвекло. Да, цвекло, тоа сака да кажам, многу често црвените плодови продукти знаат да е пребојата храната. И цвеклото е едно од најчестите такви причинители, поради тоа што луѓето нели пошто имаат дефицит на железо, често пати го земаат во својата употреба, па дали е во салата, дали е во форма на цедени сокови, и после тоа јас мене ми е црвено пребојана урината. Не е црвено пребојана затоа што нели има проблем, сепак кога ќе се провери урината и седиментот на урината, се установува дека не станува збор за никакво нели крварење или што би било, дека всушност е еден само внес на храна која што би можела да пребои. А исто така и овие вештачките сокови, кои што се со црвена боја? Не само црвена боја, што имаат поинтензивна портокалова боја, како мултивитаминските, да ги кажам, пошто они се со таква поинтензивна боја или со морков само што се. При подолга конзумација можат исто така да дадат пребојување на конзумирање по голема количина на моркови исто така може да пребои. Да, и морковот исто така може да даде пребојување, но не толку колку цвеклото, ама најчесто луѓето ги комбинираат и морков и цвекло заедно, па тука излага и таа комбинација. Така. Еве сега гледачите може да забележат зошто е многу важно да се внесува доволно течност во организмот за урината да биде онаква каква што треба, односно да биде бистра. Бистра. Што ако е матна?
Ако е матна, исто така не е правилно за да биде матна, значи тогаш во истиот тој момент треба исто да се обратат на лекар, заради тоа што може да има веќе одредени примеси внатре. Значи може да биде бактериски причинител кој што го нарушува седиментот на урината со присуство на леукоцити, со присуство на самиот бактериски причинител, пошто тој ќе биде присутен внатре за матова урината. Исто така може да биде доколку има камчиња, одредени аморфни супстанции кои што исто така даваат една заматеност на урината и темата која што всушност не е денеска, доколку се присутни протеините, тоа е всушност еден од највисоките аларми кои што треба да се вклучат за пациентот да се јави веднашка на лекар. Така, тогаш ќе биде пенлива. Да, заматеноста на урината пациентите всушност и не може да ја откријат. Односно мислам, нели, ептен треба да е многу воочлива и пациентот да примети дека таа покрај заматеноста можеби има некој одреден мирис. И тогаш стигнуваме до мирисот. Да, и тогаш всушност они ќе погледнат да видат дека таа е заматена, што реално ако гледаме значи никој не го приметува, не прави таква анализа. Нема таква анализа. А пенливоста, докторка, како се забележува? Дали ќе треба да се измократ во чашка или пак може? Пенливоста е нешто што се јавува многу покасно. Значи, протеините не се јавуваат секогаш во толкова голема концентрација дека пациентот ќе ја примети веднашка така наречена фоми урина. Како пиво? Како пиво. Да, таа е сомиурчиња, значи буквално како пена. Тоа е веќе, значи дека е веќе поодминато во целата таа концентрација на самите протеини, тогаш они го приметуваат и тогаш веќе тоа е драма, значи аларм, се јавува нивна страна. А во сите други случаи, доколку таа е пример во трагови или во помала концентрација, пациентот не може реално да ја уочи. И нема никаков симптом. А кога станува збор за мирисот, се случува понекогаш урината да има поинтензивен, јак мирис, продорен мирис. Дали тоа секогаш значи некаков проблем? И да, и не. Значи, не значи затоа што некогаш и самата храна може да допринесе да... Исто како за бојата? Исто како и за бојата, точно така. Може да допринесе да имаме одреден мирис во самата урина. Која храна, докторке? Поради тоа што сето тоа што ние го внесуваме мора да излезе, да се излачи низ нашето тело. Па еве, например, рибата, знае, ако е со поинтензивен вкус, например, лосос или скуша, значи нешто што стварно има специфичност во самиот вкус, при конзумирање, знае да даде така нешто. Најдов и некои зачини како што се... Аспарагусот исто така знае доколку се... Карито? Карито исто така, токму... А лукот? Па и за лукот, да, но јас исто, например, кога сум конзумирала, не можам да го приметам тој момент за лукот, ама за лососот, например, или за нешто од типот на аспарагус, и од лично искуство може да го кажам дека се приметува. Но тоа не е нешто што е непријатно. Голема количина на конзумирање на кафе? Па може и кафето, да, може, но минимално ќе биде, значи ќе смени ќе има позакиселен. Ацидификацијата, односно киселоста на урината може да се промени, тука ќе се запримети тој момент, ама нема да биде како во случајов со овие другите. Значи тука се има еден поспецифичен мирис кој што се заприметува. И не секогаш, што рековме, ова е не, дека нели е со внес на одредени конзументи кои што се внесуваат во телото, а во случајот кога е да, тогаш има причинител. Значи, дали е тоа бактериски причинител, дали доаѓа некогаш испреплетено заедно со со гениталната флора, значи ако имаме некакво пореметување тука, односно како генито-уринарна инфекција. И исто така, значи секогаш во таков случај веќе тука имаме по-детални испитувања каде што треба да се лоцира причинителот за истото. Дали уринарната инфекција секогаш ќе доведе до промена на мирисот на урината? И до незина заматеност или пак до промена на бојата, или може некој да има чиста, бистра урина? Не. Значи, бактериските причинители од типот на протеус, од типот на псевдомонас, ешерихија, клепсиела, сите тие идат со промена и во изгледот, и во бојата, и во мирисот. Така да всушност и така и пациентите веднаш детектираат дека приметуваат дека има нешто, ама да биде без некој од тие, барем едното од тие три, не. А лицата што имаат диабетес, имаат ли специфичен мирис на урината? Да, кај нив има еден сладок мирис на урината, плюс и кај лицата кои што се диабетичари имаат и одредена пак ќе напоменам генито-уринарна флора променета. Кај сите диабетичари е тоа.
а пред се и од лековите кои што ги конзумираат, а пред се и од доста често како кандидата, како предизвикувач кај овој тип на пациенти, кои што дополнително, нели, како една мултипричинителска состојба ќе го доведе до се тоа. А колку често треба да уринираме, да мокриме во текот на денот? Има ли некое правило? Или тоа директно поврзано со количината на течност што ќе испиеме? Буквално е, да, и точно дека е поврзано со количината на течност, затоа што доколку ние конзумираме течност, нели тоа треба да го измокриме. Луѓето кои што не конзумираат течност, не ни мократ и дури забораваат дека треба да мократ. Доколку се земе некој просек, нели, на мокрење, секако дека тоа не би требало да биде повеќе од 4 часа да се држи урината во себе, заради тоа што секое држење на урината прави подлога за развиток на било каква инфекција, на концентрација, зголемена концентрација на урината, хиперсатурација на самата урина, подлога за камчиња, така да како и да е, се препорачува каде и да е, нели, каде да е било кој од нас, да го практикува тој момент дека треба да се хидрира, но исто така и треба да уринира. Да си ја испразни бешиката и да не... Многу често луѓето држат од различни причини, нели? Особено кога се децата на училиште, возрастните, се на работа, или пак се на некој место каде што не им се допаѓа како изгледа тоалетот. Така, но сепак јас би советувала дека нели подобро, сега дека тоа е инцидентен случај, нели ништо нема да се случи, но доколку тоа трае во некој си континуитет, согласно со работата, нели при патување или што и да е, да не преиде во пракса. Многу често се прави лабораториска анализа на утринската урина. Зошто толку често се бара таков тип на анализи? Зошто урината треба да биде токму утринска? Баш од тој момент. Значи, таа е најконцентрирана. Заради тоа што сите тие дали се причинители, дали се седиментот кој што е внатре, значи се нешто што може нас да ни индикатор утре за било што нели би можело да биде предизвикувач во вас, нели во промената на урината, токму таму ќе го најдеме. Значи во таа концентрирана урина, односно таа не е дилуирана, односно не е, нели првата се измокрила, па за 10 на 15, 20 минути пациентот повторно мокри. Значи тука веројатноста дека ние ќе ги имаме истите елементи е многу мало. И затоа така се практикува. Особено и кога станува збор за микробиолошка анализа, нели заради таа зголемена концентрација која што пациентот ја има во текот на ноќта додека спие, за да се добие повалиден резултат, се бара да биде тоа првата утринска урина и не повеќе кога се полни на пример од 10 до 20 милилитри чашата, не некако ќе да не се напуни целата чаша. Затоа што тука има исто многу битен момент, зашто таа е поразредена. Друго е кога се зима од нешто што е помала концентрација и причинителот е тука во согласно со нешто што е поголемо. Првиот млазец се фати, вториот млазец? Па најчесто се вика првиот млазец се испушти, се собере веќе вториот млазец, доволни се тие 10 милилитри кои што им се потребни на микробиолозите. Значи сосема доволно 10 милилитри. Сосема доволно, да, нема потреба да се полнат чашки. Така. И тоа да се појасни, што се испитува со оваа анализа? Значи со обичната урина, која што ние налекуваме или урина со седимент, таа може да се испита на два начини. Може да се испита со дипстик, односно трака, лента, и да се испита значи под микроскоп, каде што се гледа поубав преглед има на седиментот и на бактериите сами се гледаат, значи се може да се види типот на бактеријата, дали е топчеста, дали е стапчеста, дали е, значи, и кристалите многу подобро се гледаат на микроскопскиот седимент. Во однос на урината се испитува незината pH, значи се испитува незината или боја, во случајов дали е нели бистра или заматена, и се испитуваат сите елементи кои што може да ги има внатре. Значи леукоцити, еритроцити, нитрити, протеини и после тоа нели оној друг кетони, пошто се многу битни, особено кај дечиња, каде што имаме дехидратација, кетоните ни се главниот индикатор дека детето при висока фебрилност, при проливи, при повраќања се дехидрирани, пошто на друг начин не можеме, нели, полесно, брзо. Зборам за брза дијагностика, нели, имаме и други современи методи, но за брзата дијагностика кетоните се главниот индикатор и седиментот кој што ни ги представува еритроцитите да се видат дали се свежи или се деформирани. Во случајот од нефролошка природа е многу битно тие дизморфни еритроцити да се видат, затоа што се имаат одредена причина за истото, да се види дали има присуство на кристали, доколку пациентот е со болка, да, или доаѓа, и дали има присуство на леукоцити, исто да се видат леукоцитите. Ги споменавте протеините.
Нормално да имаме малку протеини во урината? Не. Значи, не. Протеините не треба нормално да бидат во урината, односно тие не треба да се излучуваат воопшто од човечкото тело. Тие треба да останат кај нас. Има некакви референтни вредности. Точно дека има референтни вредности, но тие се детектибилни всушност кога ќе станат и многу повеќе. Се што не е детектибилно, ние него ни мислам лабораториите него ни нотираат. Така да сигурно нешто може да помине, ама тоа чим не е детектибилно од страна на апаратурата со која што се прави детекција, не се става во тие граници дека е нешто нели дека треба да се прават понатамошни испитувања. Сето тоа што е вон границите е нешто што веќе треба да се пристапи со поголема сериозност и да се бара од каде тоа произлегува. Кои вредности вон границите се загрижувачки или пак секое присуство на протеини во урината треба да се испита? Секое, јас би го земала дека е секое присуство, например, зависно со што се испитува. Значи доколку тоа се испитува со лента, тогаш тука станува збор со крстчиња, така ги представувате едно плувче, две плувчиња, три плувчиња и врз основа на тоа нели се кажува и да се има секогаш еве и од матичните лекари, секогаш да се посети интернист или нефролог. Значи за 1+? Да, и дури за 1+. Значи ако пациентот има и одреден например состојба кој што е кажаме хипертензија или дијабет, и 1+, значи треба да се види. Да се испита. Доколку станува зборове за помлада популација се јавува еднаш како изолирано, веднашка не ги праќаме ве луѓето, можеби ќе кажеме за 10 на 15 дена да се повтори уште една урина, па доколку и таму се појави, тогаш можеби или ќе се пристапи кон понатамошно испитување. Кај дечињата на пример доста често знае да биде поврзано со фебрилни состојби, да се појават нели овие протеини и кај нив исто така се следи. Но сепак тука нефролозите, детските нефролози се многу во таа тема. Но како и да е, треба да се реагира. Така. А има ли некои сосема безопасни состојби кај возрастниот човек што може да доведе до покачени протеини во урината, на пример стресот? Да, стрес, или пак дехидратацијата, еве некој што не пие доволно течности? Дехидратацијата повеќе јас би ја ставила во тој контекст. Стресот еве би го ставила, ако веќе го дефинираме како стрес, тука повеќе би го ставила физичкиот стрес. Кога некој исцрпен прекумерна физичка активност. Например, доста често може да се појави например во војска. Сега ние немаме веќе војска, ама еве да кажеме тие што имаат поинтензивни вежби каде што телото се изложува и на долго стоење. Значи така да таа се нарекува и ортостатска протеинурија. Каде што тоа е не е физиолошки, но е тоа нешто што се исчезнува. Значи не е трајно? Да, не е долготрајно, со одмор. Привремена состојба, да, толку зборот ми фалеше. Привремена состојба која што со одмор на телото се враќа во својот нормален, или во својот нормална состојба. Доктор, ќе престојот на ладно може да доведе до... Да, и некогаш и да. И престојот на ладно може да биде, да го испровоцира тој момент, но сето тоа се, да речеме, реверзибилни. Реверзибилни, значи при второто испитување на урината веќе не би требало да биде присутен проблемот? Не, веќе не би требало. Би се повлекло? Да. И сега какво испитување правите за да утврдите дали се работи за долготрајно присуство на протеини во урината или пак е нешто инцидентно, краткотрајно? Пред се треба многу битен момент да се напомене, пред да се пристапи кон испитувањето, е многу битен моментот е анамнестичкиот податок кој што ние треба да го добиеме од страна на пациентот и тоа всушност ни е понатака водичот што ние треба да правиме. Доколку пациентот има чести уринарни инфекции, нели, анамнестички ги добиваме како такви, дека во текот на годината 3 до 4 пати се појавува шерихија или било која од тие бактериски причинители, автоматски ние може да предпоставиме дека и тој дел, нели, протеините од таа страна може да се појават како резултат на чистите уринарни инфекции. А крварењата, микрокрварење ќе доведат и до зголемени протеини во урината? Не, тоа едно со друго не е поврзано. Не е поврзано со тоа што крварењето си е еден сегмент, протеинот е сосема друг сегмент. Так. Протеинот е всушност, да го појасниме, пошто него ни кажавме што е всушност протеиnuријата. Нормално телото кога преку урината треба да ги излачи сите отпадни материи, нели водата излага со сите отпадни материи, всушност протеините кои што ги има, нели ги има во циркулацијата во нашето тело, протеините се тие кои што како што поминуваат и се филтрираат низ бубрезите. Значи низ бубрегот треба да помине течноста со отпадните материи. И бубрегот, да го наречеме дека е како една смарт
девајс, уред, ги детектира протеините и ги враќа повторно назад во циркулацијата. И тоа е всушност неговата улога на бубрегот. Значи треба да ги враќа протеините повторно назад во циркулацијата на телото, а сето тоа што не е потребно да го излачи. Доколку настане било каков тип на оштетување од било која состојба, доведува до нарушување на функцијата на самиот нефрон, тоа е клетката на бубрегот, која што станува пропуслива за протеините. И тука всушност тогаш и тие почнуваат да се детектираат во урината, заради таа причина што они веќе поминуваат таа бариера и се излачуваат во урината. Такви состојби кои што можат да доведат, најчесто се хроничните болести, значи како хипертензија. Воопшто системски болести кои што влијаат врз здравјето на бубрегот. Да, значи може да бидат и директно поврзани само со бубрегот, значи да не се предизвикани од другите системи. Но во случаев кога некогаш протеинуријата може да биде мултисистемска во контекст дека повеќе причинители, односно повеќе коморбидни состојби на самиот пациент може да го допринесат истото. Пример, доколку пациентот има хипертензија и има дијабет, тие како две мултифакторијални ризик фактори ќе се рефлектираат врз самите бубреси. Значи обавезно се рефлектира. Значи покачен крвен притисок и дијабетес може да доведат всушност до овој проблем. Да, тие и најчесто доведуваат и тоа е една од најчестите како да кажам, тоа е болест на денешницата, но е на некој начин така го нарекуваат тивокубиец, каде што буквално пациентот не чувствува никакви симптоми се додека не се појават веќе промените во анализите, во лабораториските анализи. И целта, например, која што и ние сакаме да ја подигнеме и свеста, например, кон пациентите, дека всушност пациентите кои што имаат хипертензија и кои што имаат дијабет, треба веднашка да почнат после една година да ги следат нивните бубреси. За жал, нештата не се такви и ние имаме многу испуштени пациенти, зборам генерално во државата, каде што тие, баш заради тој момент, мислат дека бубрезите се помалку битни за да се следат. Кај нив дури и микроприсуство на протеини тоа е сосем микроалбумини, да, тоа се веќе микроалбумини, доколку веќе стане во многу поголема концентрација, тоа се веќе идат кон други синдроми кои што се ги засегаат веќе и во целост бубрезите, но овие кои што всушност треба да се детектираат и треба да бидат дел од една скрининг програма кај овие пациенти барем еднашка во годината, тоа да го направат, тоа се микроалбумините кои што треба да се детектираат и се многу добар показател. И е, мислам, нешто што е не бара многу нешто да се направи со една анализа на урина, спод урината, така ја нарекуваме, а многу може да допринесе и за самата состојба на пациентот и за третирањето на пациентот. Ќе ги вклучиме гледачите, почитувани од овој момент емисијата е контактна. Доктор Елена Бабаљ-Бансколиева, субспецијалист по нефрологија во Димед Медикал, е гостинка во студиото на Телма и таа ќе ги даде одговорите на бројните наши прашања, но и на сите ваши дилеми. Докторке, некои жени за време на бременоста имаат проблем со покачен крвен притисок, се соочуваат и со една состојба позната како прееклампсија. Дали тоа може да доведе до вакво оштетување на бубрезите и испуштање на протеини во урината? Всушност така се детектира. Значи пациентката ќе се пожали на крвен притисок, ќе се пожали на појава на отоци и наредното нешто што се појавуваат веќе се протеините во урината, пошто тоа е еден затворен круг. Едно со друго се зависни. И такви всушност почнуваат сите работи кај трудниците и тоа е високоризична веќе бременост и тука гинеколозите многу подобро може да го објаснат тој дел, но ние го третираме делот со хипертензија кај бремените жени кои што се појавуваат со таков проблем. Секако тоа е мултидисциплинарен пристап, во случајов ние заедно со гинеколозите и со евентуално доколку има потреба и ендокринолог да се уклучи доколку пациентката има дијабет, тогаш на тој начин заедно пристапуваме кон лекувањето на трудниците. Некогаш после завршувањето на бременоста исчезнуваат, протеините и притисокот може да се регулира, но некогаш може и да остане како последица и да бидат и присутни понатака протеините. Во тој случај трудници, мислам, веќе не се трудници, пациентките редовно се следат.
Имаме гледач, ќе му дадеме предност пред да ве прашам за автоимуните болести и проблемите со бубрезите и зголеменото ниво на протеиниво урината. Добар ден за него. Повелете, во програма сте. Добар ден. Добар ден. Сакам да прашам докторката. Се работи за... Така, ве слушаме. Како? За кого се работи? Се работи за маж во 78 години во за поводот. Значи, има мирис на примокрење. 78 години. Така, покрај... Има мирис при мокрење. Пример, испитано е обична мокраќа, а испитано е и урина култура и не покажа ништо. Сега пример држа многу течност не пие, да, сама вака подолго време мирис се осеќа. Па сега не знам што друго да прегледа што би требало. Дали урина култура не покажа, обична мокраќа не покажа ништо? Докторката има подпрашање, дали зема некакви лекови пациентот? Лекови па пие за простата, за... Така, значи зема лекови за простата, уште нешто зема? За простата и уште нешто зема за стомак. Не ги знам кои се лековите тие. Така, добро. Ама до сега само и сега имам месец и вишта, можда така. Од време на време ќе се изгуби после пак, не знам што друго да прегледа. Добро, ви благодарам за вклучувањето во програма. Докторке, што би советувале? Во ваков случај, ако имаме една уринокултура, најчесто се повторува. Значи не е доволно една? Па не е доволно, значи сепак да се види што мирисот перзистира кај пациентот. Пациентка, гледачката даде податок дека не се хидрира доволно, што може би една од причините за мирисот недоволната хидрираност. Но исто така и дополнителен податок кој што го даде дека најверојатно пациентот има бенигна простатна хиперплазија, каде што са волуменот, јас не го знам, не сподели гледачката со нас таков податок, доколку волуменот на самата простата е зголемен и тој прави притисок врз простатата, може би кај пациентот има и недоволно испразнување. Значи на самата урина има рестурина. Останува малку урина во мочниот мил, во бешиката. Кој што всушност цело време тоа се наталожува, па може би тоа да биде причината за истото. Не, јас сепак би советувала првин да се направи уште една уринокултура, да се подобри со моментот на хидратација и да се види дали тоа или нешто ќе исчезне и доколку не, да се направи можеби проверка за протеини, да се види, да се повтори. Така, значи да се повтори, а сега ние ќе вклучиме и уште еден гледач кој што ќе го каже своето прашање во денешната емисија. Добар ден за него. Дали можеме да го вклучиме следниот гледач? Добар ден. Ало. Во програма сте, повелете. Дали можеме да го вклучиме следниот гледач? Ве слушаме одлично, само ќе ве замолам да го намалите тонот на телевизорот. Ало. Добар ден. Ало. Во програма сте, господине, само намалете го тонот на телевизорот и успешно ќе можете да го поставите прашањето во денешната емисија. Благодарам, јас го исклучив телевизорот. Сега ве слушаме одлично, предпоставам дека ме следите и вие мене. Да, преку мобилен телефон сум. Пред 1,5 месец ми се покачи, односно бојата на урината ми е темно, кафејава. И направив пред 3-4 дена уринокултура. Добро. Испадна негативна. Бидејќи се чудам зошто ми е негативна, отидов вчера уште еднаш на уринокултура и чекам по 2 дена да добијам резултати. Сакам да се проверам сами од себе. Меѓутоа примам и такво, некој, како да ја кажам, за простатата исто така. Така, лекови за простатата земат. Да, примам некоја инекција и сега се чудам. А имам се уште имате и комплетна, значи лабораторија. Таму пишува има ова 13 позиции, има кои што не се ворат. Аха. Од сите други се ворат, ама 13 или е нешто под, или е нешто над. И затоа Така, сега се јавивте за да се советувате што понатаму во вашиот случај, докторке, да немате подпрашање или... Сакав само да прашам дали има некакви симптоми на печење или нема ништо од тоа? Не ме пече ништо. Добро. Ништо, само промена на боја. Да. Добро, ви благодарам за вклучувањето во И програма. јас вам ви благодарам.
Имате пријатен ден, повелете. Доста често кај пациенти, сега не го прашав пациентот, сам гледачот не го прашав дали зима антикоагулантна терапија. Доста често антикоагулантната терапија и предозираноста од антикоагулантната терапија може да доведе до такво кафеаво пребојување, односно тоа е знак за крварење, значи за хематурија во урината. И ако не зима пациентот антикоагулантна терапија, тогаш во таков случај треба да разгледаме можноста за да се направи ехо, сонографија, односно да се направи на стомакот, на уринарниот тракт, каде што ќе се види позицијата и големината на простатата со односот со бешиката, за да се види да не има некакви дополнителни луминални, ендолуминални маси кои што можат да го иницираат истото. Најчесто туморозните формации можат да дадат исто крварење кои што се асимптоматски, како во случајот со пациентот кој што не дава никаков податок дека чисто само една кафеава пребојаност на урината, и добро би било да се посети или уролог или да се посети нефролог. А одредени проблеми со внатрешните органи, дали може да направат промени со бојата на урината, да речеме црниот дроб, Црниот дроб, да, знае да направи промени, но нема да бидат такви од тој тип поинако ќе бидат портокалови, и евентуално доколку пациентот има жолтица, тогаш ќе имаме дополнителни симптоми, но сепак тоа ќе биде баш таква пиво пребојување на урината. Уште еден гледач имаме. Добар ден. Ало, добар ден. Повелете, во програма сте. Ало. Едно прашање до докторката, ако може. Секако, повелете. Вака, при испитување на крвна слика ми се најдоа киселина во мокраќа. Мокрачна киселина, предпоставувам. Мокрачна киселина ми беше 438. Пиев лекови по 2 апчиња тие алопуринол, ми се намали на 280. Дали да продолжам исто да пијам апчињава или да ги намалам? По 2 на ден пиев од тие 3 месеци. Така, ви благодарам за вклучувањето во програма. Не знам дали ова може телефонски ќе го одговорам, не е никаков проблем, затоа што тој пак од друга страна пак може високото ниво на мокрачна киселина може да дојде до формирање на камчиња од таа природа, значи од мокрачна киселина. И многу е битно да не биде во високо ниво или во телото, зашто сепак тоа ќе биде една подлога за самите бубрези, доколку и пациентката не се доволно хидрира, да направи една хиперсатурација каде што составот ќе биде баш од таа природа, значи од мокрачна киселина. Затоа кај овие пациенти пред исто така се дава терапија како на почеток за да се намали вредноста на мочната киселина, но некогаш се ставаат и со една таблетка како доза на одржување, пред се зависи дали пациентот има бубрежно засегање. Ако пациентот има хронично бубрежно засегање во одреден стадиум, дали тоа трети стадиум, трети А, трети Б, четврти стадиум, тогаш тие ги пијат во еден подолг временски период, се додека нефрологот не процени дека треба да го дисконтинуира апчето, но во никаков случај јас не би препорачала пациентот сам да го прекинува конзумирањето на таблета без претходно консултација со својот доктор. Ние продолжуваме понатаму доколку се забележи кај одреден пациент зголемено ниво на протеини во урината, што се презема? Дали може на природен начин да се нормализира состојбата, да се намалат овие протеини во урината, доколку нивната концентрација е умерена или пак благо покачена? Некогаш некои одредени состојби може да допринесат, но не и да излечат. Значи само може да доведат до некоја си фаза на одржување, така да го наречеме. Храната има доста голем удел во целата таа целото третман во кога пристапуваме кон пациентите, и тој е сушност покрај таблетарната терапија која што тие добиваат, тој е еден од советите кои што ние го даваме, дека внесот на нископротеинска исхрана би требало да се пристапи. Но сепак и тука треба многу да се внимава со кој тип на диета ќе се пристапи. Затоа што не треба да се иде ни со премногу ригорозна диета, затоа што таа од друга страна ќе го намали и нивото и на протеини во телото, а протеините се нашето градиво во целиот организам, така да тоа треба да биде избалансирана исхрана, која што повеќе треба да доминираат протеините од растителното потекло, за разлика од протеините од анимално потекло, значи од животинско потекло, но сепак тоа пак го дава нефрологот како тип на исхрана кој треба што треба да се користи. Дополнително солот
како редукција во исхраната, е нешто што ние доста често го практицираме да го кажуваме. Од друга страна, за да може да се регулира нели крвниот притисок, од друга страна, за да може да не се прави задршка на течности и на некој начин да не прави дополнително оштетување на бубрегот, ако веќе постои, па за да нели допринесе за да не се влоши состојбата. Често пати кај пациенти кои се обезни, знаат, значи кога сме кажале дека треба да се пристапи и често и во контакт заедно со нутриционистите, со соодветна диета, каде што пациентот прави редукција на својата телесна тежина, сме имале намалување на протеините во урината. И ова го кажувам и одлична пракса, каде што кај обезните пациенти со намалување на телесната тежина се подобрува функцијата на бубрезите? Да, се подобрува. Општата состојба на телото се подобрува. И ете, тоа се така да речам некои физиолошки пристапи кои што ние можеме да ги дадеме како совети, а сето друго е пред се третирањето на првичната состојба. Значи тоа клучото всушност да се детектира болеста која што довела до Точно, тоа сакам да кажам. Пред се треба да што протеините во урината се всушност симптом. На некој начин да го кажам дека тоа е симптом. Симптом кој што може да биде поврзан со една палета на болести и сето тоа треба да се додиагностицира. Многу е лесно ако пациентот каже имам висок притисок, имам нели диабет, имам гломерулонефрит, сум прележал своевремено или имаме нека одредена гломерула. Автоимуна болест? Да, автоимуна лупус, дали има системски лупус еретематозен, дали има некој си интерстицијален нефрит. Сето тоа е многу лесно зашто тоа е нешто што ние го очекуваме, или во склопот на болеста. Многу е потешката детекција кога пациентот ќе дојде и само има нездравите протеинури. Тука веќе почнува начинот, значи вистинскиот пристап кон диагностика. Тука се прават голем број на лабораториски анализи, се прават нели преглед, ултрасонографски преглед како нешто што е базично и после понатака веќе се пристапува доколку се открие причинителот и терапијата и понатамошните контроли. 20 гледачи очекуваат вклучување во денешната емисија. Добар ден за првиот од нив. Добар ден. Дали се случуваме со гледачот? Ако не може тој да се вклучи, еве да го вклучиме следниот гледач, бидејќи имаме многу малку време до крајот на денешната емисија. Добар ден. Добар ден. Ве слушаме, одлично, повелете. Добар ден. Добар ден. Го очекуваме вашето прашање, повелете. Имам едно прашање. Така? Урината ми е скроз како вода. Бела боја. Така? Што да правам, дали е тоа нормално, не ве гледав од почеток. Пиете ли Не сум доста била на течности? лекар. Пиете ли многу течности или не? Да, пием околу 2 литра вода пием. Значи околу 2 литра вода пиете и урината ви е речиси светло пребојана. Така. Безбојна. Повелете, безбојна. Да, бидејќи гледачката не гледала од самиот почеток, ќе го повториме дека тоа е сосема една физиолошка појава, каде што доколку пациентот добро се хидрира, таква всушност и треба да изгледа урината. Но, доколку пациентот не се добро хидрира и сепак има таква бистра урина, тогаш можеби ќе треба да се направат дополнителни испитувања во однос на испитување на хепарот, на црниот дроб. Да, кој што може да биде причинител во однос на тие бои уробининоген, билирубините кои што се излачуваат, нели, процесот, метаболниот процес, кој што може да има некакво си пореметување во тој дел. Но јас не очекувам дека такво нешто е со пациентката, пошто самата кажа дека доволно се хидрира. 2 литра течност. Тоа е сосема, мислам доволно од 2 до 2,5 литри, сепак зависно и према конституцијата на човекот, ама тоа е сосема доволно. Така, велат нефролозите добро се плакнат во тој случај. Добро, јас го користам терминот добро се перат. Добро се перат. Уште еден термин еве научивме од што го користат нефролозите. Од народната пракса. Така. Добро се перат. Да вклучиме уште еден гледач. Добар ден. Еве уште една можност за гледачот. Се надевам дека успешно ќе се вклучи. Не, добро се исклучил. Продолжуваме понатаму. Значи, откако ќе биде детектирана болеста која што довела до оштетување некакво на бубрезите и испуштање на протеини во урината, треба да се стави, предпоставам, болеста под контрола. Што ако не се пронајде причината? Па обично ја пронаѓаме причината, не може да не постои причина за истото.
И да не се, еве, хајде да претпоставиме дека не сме нашле никаков причинител, а еве цело имаме протеинурија, таквите пациенти се следат и се гледа док дали ќе има прогресија на таа протеинурија или ќе остане во рамките таму каде што е. Тоа што често пати кај некои пациенти имаме не е тоа физиолошки нели губиток на протеините, но цело време ќе се провлекува. Ќе се појават трагови, ќе се појави до 30 милиграми на грам. Значи, но не е нешто што има голем импакт на понатамошниот, нели на понатамошни испитувања, ако се друго сме испитали, сме виделе дека ништо всушност не сме нашле. Обично кај пациентите кои што веќе го имаат, нели ја знаеме причината зашто е тоа така, секогаш се кажува дека првен треба да се стави примарната болест во контрола, за да нема рефлексија понатака врз бубрезите. Затоа што колку и да ние ги третираме бубрезите. Еве еден типичен пример ќе кажам, пациентот доаѓа во амбуланта и кажува: "Сето јас супер се чувствувам, се е во ред." И кога следи прашањето колка ви е притисокот, па нормален е 150 со 80. Не, тоа не е нормален притисок. Значи дека терапијата која што пациентот ја зима не довела до контрола на крвниот притисок. Тоа, еве да го речам, покачување до 150, тоа не е 170-190, но сепак 150 во континуитет си ја врши својата работа во позадина. И затоа пациентот всушност треба да се пристапи кон тој момент да се среди, исто и кај дијабетот. Доколку не е регулиран дијабетот, ние што и да правиме од наша страна, значи само си останува исто, значи нема да има никаков прогрес. Доколку се стави дијабетот во контрола, и ние од наша страна со соодветна терапија, односно затоа го кажав тој и преска дека тој е еден мултидисциплинарен пристап. Тука не можат нефролозите сами да работат, ниту пак кардиолозите можат сами да работат, ниту пак ендокринолозите. Значи доколку имаме таква проблематика, сите тројца треба тимски пристап треба да се пристапи, затоа што и терапијата во денешницата која што се нуди е буквално ги засега сите три дисциплини. Дали е тоа ендокринологија, дали е кардиологија или е нефрологија. А постои ли некаков лек кој што може да го санира оштетувањето на бубрезите? Па да, тоа модерните денешни лекови кои што се појавуваат, затоа реков мора да бидат заедно со сите три доктори, затоа што за да јас како нефролог пристапам кон давањето на такви наречени SGLT2 инхибитори, морам да го пратам пациентот претходно на кардиолог, морам да го пратам претходно на ендокринолог доколку е причината за истото и да ги добиам сите податоци и како такво или јас само како препорака да го дадам према ендокринолозите да го уфрлат пример во терапија, каде што денешните студии покажуваат дека имаме доста голема стагнација на протеините во урината и сепак тоа е релативно нов лек кој што во светски рамки веќе и поголем број на студии се прават и за поодминати стадиуми на болеста, значи зборувам дека овој лек се дава од самата детекција која ќе се појават протеините и ги зафаќа сите стадиуми на бубрежна болест. Секако не пациентите на дијализа, пошто се уште пациентите на дијализа сам такви студии, такви податоци не постојат сега за сега. Претпоставувам дека и ќе се направат и ќе ги имаме во блиска иднина. Но док кај пациенти кои што се со гломеруларна филтрација од 20 милилитри во минута, најновите истражувања покажуваат дека веќе овие лекови може да се даваат во пракса, значи дека се имаат добар ефект, но сепак, како што кажав, еден мултидисциплинарен пристап кон истото. Е неопходен. Ви благодарам многу за вашето денешно гостување и за сите појаснувања што ги дадовте на оваа тема. Ви благодарам уште еднашка. Почитувани, ово беше си во денешната Телма амбуланта. Ви благодарам за вниманието со кое што не следевте и еве може ви порачам, чувајте го вашето здравје, бидејќи е тоа многу важно, чувајте го здравјето и на бубрезите. Ви посакувам пријатен ден.